Штипјанецот Јоце Панов, кој прв го отвори 29-то издание на Макфест 2014 со најмногу гласови од СМС пораки од првата полуфинална вечер, се пласира во финале. Од вкупно 15 изведувачи, само 9 од нив успеа да обезбедат пласман за финалната вечер во сабота. Ова е листата на изведувачи кои заедно со тие што ќе се пласираат на вечерашнава втора полуфинална вечер ќе се борат во финале за прва, втора и трета награда. Тоа е песната "Само немој да молчиш" на Јоце Панов, песната "Дојди ми ти" на Александар Белов, сите знаат на Емил Ларсов, Како да преживеам Мики Секуловски, Како да заборавам на Симона Поповска, Кога најмногу ми требаш на Дарко Илиевски, песната "Остани" на Маја Вукичевич, Само мој на Викторија Лоба и композицијата "Ти не знаеш" во изведба на Лена Затковска, ќе имаме можност да ги гледаме во финалето. Изведбата на ревискиот оркестар и изведувачите беше на највисоко ниво и ова е правиот начин како и понатаму треба да се организира Макфест, истакна уметничкиот директор Оливер Арсовски. Синоќа беше изведбата на песните на уште повисоко ниво него тоа што го слушав на сите проби и подготовките што беа во македонската телевизија во студиото М2. Првата полуфинална вечер успешно помина и во техничка смисла, а особено без проблем помина гласањето. Се получи завршено како што треба, на крајот дојде круната со СМС гласањето каде што немавме никакви проблеми, во смисла ниту дилеми дали тоа е така или не, заради тоа што се случуваше овде во пресцентарот некои од изведувачите да пратат СМС порака по завршувањето на гласањето и да им се врати одговор дека гласањето е завршено и не може да се бројат нивните гласови. Истото во тестот беше пробан, исто така од изведувачите, ако веќе еднаш гласале, вториот пат не може да гласат за себе, бидејќи им се враќаат пораките дека веќе е завршено успешно еднаш гласањето од таа сим картичка или тој телефонски уред. Во склоп на активностите на фестивалот денес во Домот на културата Ацо Шопов се промовираше монографијата на најпознатиот ансамбл во Македонија и надвор низините граници Мањифико. Оваа година ансамблот прославува 55 години од постоењето, а за нивната успешна работа зборуваат повеќето од 300 фотографии, двојното CD и DVD, резултат на долгогодишната плодна работа. На втората полуфинална вечер исто така ќе настапат 15 изведувачи, од кои 9 со најмногу СМС гласови ќе влезат во финале. Средствата собрани од СМС гласовите ќе бидат донирани во хуманитарни цели за настраданите од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина.